Мановска Илијана има реплика. Повелете. Колега, вакво политичко бербатење немам слушнато. Значи, сите треба да ја почитуваме институцијата пратеник и собрание. Почитувам колега, со секоја почит кон сите пратеници. Јас никогаш не употребувам понизни и погрди зборови. Меѓутоа многу кажува за вас, за вашата состојба, за тоа како вие денес влегувте во парламентот, ние ве видовме. И ќе кажам на македонската јавност, колега, во психологијата е многу познато, кога немате аргументи, кога немате со што да кажете на македонската јавност што е лошо во финансирањето, не довикувајте, колега, не се нервирајте. Вие тогаш или викате, или гнасите политички фигури. Излезете со факти, ке ве слушниме. И на каков начин ке кажете дека е гробар. Се понизно, се најлошо слушнавме за Ставлевски, нема да го браниме. Јас од 2011 во комисија работам и гледам еден исклучителен стручњак, еден човек кој навистина знае економија, знае финанси, ги преброди сите кризи. И кога ќе кажете, нема ништо направени во странските директни инвестиции, па видете бројки, соберете. Наназад 10 години Социјалдемократскиот сојуз не може да ја достигне бројката од 2 милиарди и 600 милиони евра. Инвестиции директни, тоа носат нови вработувања. И кога навистина сакате нешто да кажете, најслабо кредитирате задолжена, читајте. Читајте го Fitch рейтинг. Читајте ги сите реномирани институции кои го следат економскиот раст, го следат јавниот долг, го следат задолжувањето. Од 2010 ни е дадена истата бројка B++, и 2016 во февруар ни ја потврдија. Значи, тоа е еден показател кој навистина инвеститорите го гледаат. Ние, независно што сте опозиција, немојте какви чадори да имате, јасно им е на граѓаните. Јасен ви е рейтингот. Ние треба да покажеме економски дека се справуваме, економски дека градиме и дека реконструираме. Дали, кажав, пензиите с големувањето од 71% од ваше време е реалност? Дали платите за 25% е реалност? Дали социјалната помош од 61,8% е реалност? Тоа е реалноста. Дали вработувањето на 1600 лица во одделот на социјални загрозени семејства? Значи, без никаква партиска вклученост на нашата партија, тоа го знаат граѓаните, е реалност. Дали во областа на здравството или образованието 74 училишта обновивме, 390 основни и средни училишта. Значи, тоа е правено со средства од буџетот, капиталните инвестиции со 173 милиарди денари. Немојте да лажите, навистина. Немојте, така насилнички не се добиват избори. Знам дека ви е жалбата голема, ама немојте така. Господин Шилегов Петре има контрреплика. Па сакате да зборуваме за факти и аргументи кои што во принцип никогаш не ги прифаќате. Требаше да ја кажете вистината и да кажете дека кредитниот статус на Република Македонија е ББ минус, а не ББ плюс. Значи ББ минус и се што е испод Б како чиста категорија влага во рамките на несигурните кредитни статуси. Меѓутоа овака, јас заречам Зоран Ставлевски, ќе го памтам како човек кој што креираше систем да може оваа владеачка структура да изнесе, да украде 5 милиарди евра од овој народ, од кој што преку 1 милиарда е завршена во фамилијата. Партиското севче кое што ви беше во каво кога дојдовте на власт, сега ви е просторија која што се отвара со 2 врати и се чува таму кешот. Исто така, би сакал, господја, да ви кажам дека Зоран Ставлевски го памтам и по тоа што отвараше канти за ѓубре. Што ка сакало да каже неговото алтер его при тоа отварање, на вистина не можам да знам. И да ви кажам една работа, никогаш нема да може да обаловажам или да навредам пратеник на тоа ниво, како што го направи овој гробничар на македонската економија Зоран Ставлевски.